Почитувани гледачи, следува Добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што не следите. Денеска ќе зборуваме за рехабилитација по вградена протеза, односно ендопротеза на колк и колено. Моја гостинка и соговорничка во денешната емисија е магистер доктор Емилија Куцуловска-Цветковска, специјалист по физикална медицина и рехабилитација во ГОП 8 септември. Доктор Куцуловска-Цветковска, добар ден. Ви благодарам што одвоивте дел од денешното ваше време и сте дел од денешното издание на Добриот доктор. Добар ден и благодарам за поканата. Одбравме да говориме за тема која пред се ги засега повозрастните граѓани, меѓутоа, еве за почеток, колку често се среќавате со потреба од рехабилитација после ендопротеза на колки и колено? Добро, вака, значи во нашата установа, затоа што оделението за ортопедија, оделението за физикална медицина и рехабилитација заедно соработуваат, не е баш така редок случај на рехабилитација на пациенти со ендопротеза на колки и колено, да не речам дека тоа е секојдневна пракса во нашата установа. Зошто доаѓа до вградување на ендопротеза на колки и колено? Оперативниот третман се прави индивидуална проценка од страна на ортопедите и од страна на физијатрите. Најчестите причинители кои што доведуваат фактички до дегенерација и истрошеност на рскавицата и на самиот зглоб се и клучните причинители за вградување на ендопротеза или артропластика, дали станува збор за колк или за колено. Вообичаено се вбројуваат тука остеоартритисот како еден од најчестите процеси, ревматоидниот артрит, многу често после состојби на фрактури, кога имаме и аваскуларна некроза, најчесто на главата од надколеничната коска, па се губи доследно на тоа се губи и биомеханичките својства на рскавицата во самиот зглоб, како и не така случајно и процеси кои што се од детска возраст, кога имаме диспластични колкови, па понатака во подоцнежна возраст следува најчесто и артропластика на колкот. Така, значи ги споменав јас повозрастните, дали тие се најчестата група во ризик за вградување на ендопротеза? Еве ги споменавте и децата кои имаат рана интервенција уште во детството. Так. Кои други категории граѓани се под ризик за да дојде до овој стадиум, односно вградување на ендопротеза? Пациентите кои што се кандидати за ендопротеза буквално можат да бидат на секоја возраст. Тука нема правило. Во зависност од категоризацијата на проблемите кои што ги имаат во подмината возраст, па се до оние кои што се со почетен стадиум, значи од рано детство, па после 10, 15, 20 години од одредена интервенција, подлежат на дополнителни, значи оперативни зафати. Веќе да се фокусираме на вашата специјалност, односно рехабилитацијата. Која е целта на рехабилитацијата после вградување на протеза на колк или колено и зошто е важна индивидуалната проценка во зависност од самата општа состојба на пациентот, односно од останати други заболувања? Вака, сега, секој еден пациент кој што е оперативно третиран и на кој што му имплантирана ендопротеза, дали станува збор за тотална или субтотална ендопротеза, зборувам за колковите, или пак станува збор за коленската протеза, значи раната рехабилитација е основно нешто кое што е најклучно за секој еден пациент. Зошто? Затоа што колку побрзо се врати пациентот на активностите од секојдневниот живот, толку е подобар квалитетот на живот. Так. Раната рехабилитација започнува веќе неколку часа по самата оперативна интервенција, значи рана и касна, значи рехабилитација. Раната рехабилитација опфаќа пред се кинезитераписки вежби, како и вежби со кои што пациентите побрзо ќе бидат вертикализирани, значи со соодветно ортопедско помагало. Од кинезитераписките вежби се обучуваат пациентите што смеат и кои движења смеат да ги прават во домашни услови, како и да го користат соодветното ортопедско помагало, меѓутоа и адаптација на просторот во домашни услови, што многу често се занемарува од наша страна, за жал, затоа што секој еден пациент во зависност од условите кои што ги има во домашните услови треба да има соодветно помагало. Вклучувајќи зборуваме за рачки и дополнителни припреми кои што треба да се направат во бањите во домашни услови, адаптација за тоалетниот простор, значи не секоја една ендопротеза на колк може да користи, значи соодветно купатило во домашни услови. Така.
Така. Докторка, тука ќе ги поканеме и нашите гледачи, почитувани, доколку имате прашање за денешната моја гостинка и соговорничка во Добриот доктор, магистар доктор Емилија Куцуловска-Цветковска, специјалист по физикална медицина и рехабилитација во ГОП 8 септември. Може слободно да се јавите на добро познатиот телефон 02-3116-566. Денеска говориме на тема рехабилитација по вградена протеза, односно ендопротеза на колк и колено. Докторка, што се подразбира под адаптација, односно да се расчисти просторот за да може соодветно пациентот да стигне и до тоалетот и да може едноставно да ги прави тие први кораци, чекори се извинувам, на почеток 5, потоа секој ден да се зголемуваат и слично. Така, на пациентот мора да му се објасни доколку се одбера, например, да има ортопедско помагало, типот на подпазушни патерици или пак одалка со ракохват без тркала, че пациентот мора да има соодветен простор. Како да седнува, која нога треба прва да оди, како да се движи низ просторот, како да влегува, значи да ги своите физиолошки потреби да ги изведува. Тоа се све дел и сегменти кои што треба да му се појаснат на пациентот, вклучувајќи нега на рана се до оној момент додека не дојде одстранување на оперативните конци. Така што тоа се е она кое што треба ние да ги препримеме во склоп на раната рехабилитација. Не се само кинезитераписките вежби и оние движења кои што треба да ги запазат, што смеат, што не смеат да прават, туку едноставно сами да се доведуваат од лежачка во седачка позиција, од седачка позиција да имаме вежби за движење, вежби за одење. Ги спомнавте првите чекори, они во текот на самото хоспитализација ги учат првите чекори. Меѓутоа совладување на пракче, совладување на скали, совладување на било која пречка која што имаат по домашни услови е она на кое што треба да се обрне внимание. Многу важно правило е, претпоставувам и сите кои имаат потреба или веќе се направени како прашање им било како да го направат првиот чекор, дали прво треба да се стапне на болната, односно оперираната нога, па потоа на здравата, како е правилно? Не, апсолутно. Кога ќе се одбере ортопедското помагало, заедно со физијатарот и физиотерапевтот ги обучуваме како да се движат. Вообичаено оди, болната нога мора да биде растеретана, оперираната нога мора да биде растеретана. И тука иде правилото дека треба да оди прво помагалото, здравата нога, па болната нога. Вклучувајќи го и фактот кога ние отстрануваме една, например, подпазушна патерица, најчесто ја оставаме во обратната страна од оперираната нога. Кога ќе помине одреден временски интервал од месец, месец и половина, кога го ослободуваме пациентот од ортопедско помагало, ако е десната нога оперирана, подпазушната патерица останува во левата нога, за да може да имаме доволен ослон, значи некаде до 50% на тежина врз оперираниот сегмент. Да се ослони, како што се вели. Да ги слушаме прашањата и од нашите гледачи, почитувани во програма. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, ве слушаме, повелете. Ајде, добар ден и секој убаво. Добро на докторката и на вас. Јас сум пациентка 13 години со 2 ендопротези. Така. Седи 70 години. Меѓутоа, последно време имам болка кај колкот тука кај се оперирам. Меѓутоа, не се предавам уште, се движам. Имам скоро и мозочен удар пред година и пол. И тоа го поминав некако. Меѓутоа, дали треба сега после толку години операции, па имав и незгода после едната протеза, па се скрши, па ми додава некои цевки и јас сум како робокоп, да ви кажам. Меѓутоа, човек мора да се бори и не најде ми работи. Дали треба сега да правам накнадно некои терапии, пошто се движам со помош на штака, а се движам, морам и да се движам. Дали потребно е да правам терапии? Рехабилитација, медицински, физикални. Да, ве разбравме, ќе добиете... Дали треба да одам на терапии, пошто едните доктори викаат не, движи се колку со можете, меѓутоа вика оптеретување не. Сега ве сакам вие да ми кажете. Да, ќе добиете веднаш совети и препораки. Секој добро, господјо, да продолжите понатаму да бидете активни. Благодарам за прашањето и интересно прашање, затоа што кај пациентката се неколку диагнози во прашање.
Оно што е најбитно во однос на тоа што смее и што не смее да прави, оно што не ја ограничува и што не ја предизвикува болка, треба да се практикува, значи во однос на движењето. Во однос на физикална терапија, во однос на рехабилитацијата во овој случај е завршена. Меѓутоа, кога физикална терапија и модалитети, ќе се консултира обавезително, значи со својот ординирачки невролог и со ординирачкиот физијатар кој што претходно ја рехабилитирал, дали постојат други некои опции кои што можат да бидат практикувани во овој случај. Во однос на обезболување, во зависност од тоа колку временски е поминато и од мозочниот удар, година и половина, како и секвелата која што има за останато од самиот значи, удар. најдобро е консултација со невролог, но и со ортопедот, и физијаторот, за да се скомбинира. Затоа што малку е комплицирано тука да го споменеме бањското лекување после мозочен удар, меѓутоа најдобро е да се консултира со специјалистите кои го воделе нејзиниот случај. Почитувани, во програма сте, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Поздрав до докторката, поздрав и до водителот. Јас сум оперирана и двата колка. Првиот колк ми се сгреши, ми имах бактерија. Ме прати на бања, на бањата докторката многу фина е поздравувам Лиле, Куцаро, Струмица. Така. Не сакаше, нели, у бајната да влезам. Ја излечи и потоа ми предложија 8 септември кај добриот доктор и него го поздравувам, не сакам да го именувам. Добро. Немам зборови. Тој го излечи бактеријата, го извади колкот, го оперираше другата нога, немам проблем од десната, али откако го извади десен левиот колк, така, повторно што има ставено внатре, не знам, бат се скрши нешто, и сега не сум повикана, требаше да се стави и без колк сум. Јас га прашувам докторката што можам да направам, со колица сум, а требаше да ме повика 8 септември, значи само операција барам да ме направи тоа што е ставено внатре и да се заврши, а цела протеза не. Така. Во ред, да. Да, ви го разбравме случајот, исто така малку посложен и покомплициран, меѓутоа да, еве, као препорака, совет да се внимава во овој случај кога веќе не е, како што рече гледачката, нема колки е во количка. Пациентката е во количка, меѓутоа јас колку што разбрав, пациентката треба да биде допрва повикана за оперативен третман. Затоа што имало инфекција, бактерија. Така, инфекцијата е решена, интрахоспитална или регуларни, редовни и други компликации кои што настануваат, меѓутоа тој колк е решен од аспект на инфективен момент. Меѓутоа, за ново вградување на ендопротеза или дел кој што треба да се замени, треба да се земе редовен термин и да се консултира со операторот кога би можело таа интервенција, значи во која временска рамка би можело таа интервенција да биде во догledно време решена. Се останува сега на ортопедите и за да ја повикаат, бидејќи веќе, како што рече, е на листата. Имам интерес и од следни гледачи, бидејќи навистина секојдневна тема и секојдневно, како што рековте, се среќавате во пракса, да дадеме предност, па ќе продолжиме околу методите и техниките на рехабилитација при вградена ендопротеза. Почитувани, во програма сте, повелете. Ало? Добар ден, ве слушаме. Добар ден. Сакам да прашам докторката, сестра ми ја оперира пред една недела. И вчера ја пуштија дома, каде да оди, зашто 8 септември ја оперира, а не ја препраќаат одма на рехабилитација. Кој ќе ја чува, кој ќе ја гледа, треба да носиме, ја однесовме по домови, сега, како оди таа процедура за рехабилитација брза? Не е брза, после операција. Рековте пред една недела е оперирана? 5 дена има откако е оперирана и се уште има конци вашата сестра? Она не е способна да стане. Не може. Се уште се конците на раната или се извадени? Да.
Така, еве, ќе добиете веднаш совети, одговори како да постапите. Ве разбирам, многу е покомплицирано за повозрастни кои живеат сами и после вакви операции и интервенции, навистина малку потешко и покомплицирано, меѓутоа кои се основните услови за да се почне со операција? Затоа и потпрашав дали се уште има конци. Значи вака, пациентката е оперирана пред 5 дена. Значи во текот на тие 5 дена додека била во нашата установа е работена и прегледана од страна на физијатар и соодветно ординирана терапија која што е спроведувал физиотерапевтот. Пациентката треба да биде обучена во најмала рака до позиција на седење и користење на ортопедското помагало, предпоставувам затоа што е повозрасна пациентка дека станува збор за дубалце. Меѓутоа, до вадење и отстранување на конците, пациентите не можат да бидат хоспитализирани. Тоа се некаде 14 или 21 ден индивидуално, во зависност од состојбата на раната. Пациентите затоа ги обучуваме и нив и придружбата која што со нив, кои што се грижат понатака за повозрастната категорија на пациенти, за да по отстранување на конците, пациентите тогаш ќе бидат соодветно упатени до установа каде што треба да бидат рехабилитирани. Дали ќе станува збор за бајско лекување, дали ќе станува збор за стационарно лекување во некоја од другите институции кои што тоа го нудат, или амбулантски ќе се лекува кај нас, тоа сепак на денот кога ќе бидат отстранувани конците, ортопедот ќе даде соодветни доупетување и до исследување. Меѓутоа, еве, уште еднаш да потенцираме, додека не се извадат конците, не се почнува со бајнска рехабилитација. Апсолутно не. Така е, да вклучиме уште неколку гледачи. Почитувани, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, ве слушаме. Поздрав до студиото. Овде на баба, 70 годишна, оперирана. На десното колено. Колено. На десниот год се извинувам и ме оперира пред нецели години и сега ме стана втората дек на Дубанче да одам и физиотерапевтот ме вика ајде сега здрава, па полна. А јас од дете, левата нога немам никаков кол, бутната и крличната коска се споени 67 година. И ја му викам, немам здрава, двете ми се болни. Тоа сакам да го кажам, многу убаво помина во градска, бев оперирана пред нецели 2 години и супер, немавам како се движам. Сега без помагало се движите? Само за тоа се јавив, ви благодарам и добро е. Дали без помагало сега се движите? Да, не може да искомуницираме. Секој е добро. Добро е што така веќе позитивно размислувате и што веќе на некој начин сте се вратени во секојдневните обврски, може нормално да функционирате. Ќе вклучиме уште еден гледач, почитувани во програма, сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Поздрав до вас, поздрав до докторката. Поздрав и до вас. Јас сум оперисан пред 3 години. Така. На колку? Десниот колк. И сакам да ја прашам докторката, колку може, некаде околу 69 години сум, колку може да се пешачи, значи колку време може да се пешачи и дали смееме да идеме во бања, во топла вода, тие рехабилитации што се за во бањите. Така, предходно после операцијата, дали имате посетувано бања? Да, првиот пат после операцијата, после месец дена, да. Така. Ќе добиете совети и препораки. Ви благодарам за јавувањето. Секој е добро, господине. После 3 години, колку време треба да можат да пешачат? Можат да пешачат слободно, додека немаат болка, 3 до 6 километри без никаков проблем. Тоа е кондиционирање, и на здравата нога и на оперираната нога. Што се однесува до бањското лекување, доколку пациентот нема други пропратни диагнози, коморбидитети, кои што се контраиндикација за да се користат термоминерални води и така натаму, може слободно. Тоа све зависи во зависност од терапијата која што ја зема, доколку станува збор за пациент кој што е хипертоничар или пациент кој што има други пропратни диагнози и коморбидитети, тука веќе треба да се размислува што и како може да се користи од бањско лекување. Во случај во корелација со матичниот, затоа што ја има комплетно целата историја на болестите кои што се кај овој пациент, може соодветно да се допати за понатаму треба. Доколку имаме време кон крајот на емисијата ќе вклучиме уште неколку гледачи, меѓутоа да се фокусираме конкретно на темата, веќе кога сме кај бањите и кај останатите коморбидитети, зошто предходно треба да се направи испитување на дедимери
дедимери. Вообичаено во сите бањи кога примаат, според моите информации, се бара испитување на дедимери кај пациентите кои постоперативно се и релативно високи. Значи, кај пациентите кои што се оперирани, се ординира антикоагулантна терапија. Кај секого индивидуално, протоколарно оди 3 до 4 недели на антикоагулантна терапија. После тоа, значи, препораките се да се направат комплетни трансфузиолошки исследувања, не се само дедимерите. Тука, значи, во однос на комплетна хемостаза и во зависност од параметрите, дали тој пациент подлежи и може да се третира во бања. Значи, зошто? Бањското лекување не е само бањата. Тоа се термоминерални води. Тука имаме кал, тука имаме состав на минерали кои што можат да влијаат на дополнителна вазодилатација на крвните садови и доколку кај пациентите еве конкретно дедимерите се високи, постојат други опции кои што можат да се случат и да доведат до компликација кај пациентите. Затоа секој еден мора да биде индивидуално третиран и исследуван. Дали подлежи на бањско лекување или ќе се третира со така наречена сува физикална. Кинезитерапија и останати техники, еве кога сме кај техниките, го споменавме зошто е важно раниот почеток на рехабилитацијата веднаш после операцијата. Понатаму, кои техники, освен кинезитерапија, се применуваат и освен бањско-климатска рекреација? Кинезитерапијата е основно нешто кое што треба да се применува. Апсолутно. Вежбите, и тоа активни вежби и активно подпомогнати вежби, значи оние кои што се, значи, под притисок од страна на физиотерапевтот да се допомогнат, да се докомплетира движењето. Тие ни се основни за да се задржи, да се зачува опсег на движење во оперираниот сегмент. Зглобот да се сочува, значи движењата кои што можат да се прават во осовината на зглобот. Втора варијанта представуваат статичките вежби со кои што ние тонизираме мускулатура околна, дали тоа е глутеалната или надколената мускулатура, за пациентот да може побрзо да се рехабилитира. Понатаму се користи хидрокинезитерапија, значи не мора да биде бањско лекување, може да биде, значи, во базен вежби, така што интервалот на рехабилитација се скратува. Во однос на физикалните модалитети, во зависност од типот на протезата, може да се додаваат одреден тип на струи кои што не се контраиндицирани кога станува збор на метал, или пак магнетотерапија на која што делуваме не конкретно на самиот зглоб кој што е опериран, каде што имаме ендопротеза, туку на околните структури да ги регенерираме, оние сите кои што имаат претрпено оштетување и оптеретување и при самата интервенција, меѓутоа и при долготрајниот процес додека сме стигнале до таа ендопротеза. Колку често во пракса се среќавате со пациенти повозрасни, предпоставувам, кои имаат страв да стапнат на оперираната нога? Тоа е многу често. Тоа во амбулантите навистина многу често. Како ги ослободувате? Потребен е тој момент, значи, пациентот да ви верува. Да верува дека оно што го кажувате и оно што го нудите како опција на лекување е навистина тоа што му треба. Значи, еден разговор со пациентот, они се ослободуваат многу брзо од тој страв. Меѓутоа и самите сваќаат после одредено време, од половина час, дека едноставно полесно се движат, полесно можат да функционираат во секојдневието. Докторка, дали овие техники кои ги споменавте, народски да се изразам, вежбите, струјата, дури бањите, техниките кои се прават со нив се исти и при ендопротеза на колка или се различни доколку станува збор за ендопротеза на колено? Ендопротезата на колки, ендопротезата на колено во однос на модалитетите кои што можат да се користат се идентични. Меѓутоа, во однос на подвижноста на зглобот се различен тип на вежби. Затоа што кај колкот, основно нешто кое што треба да се добие се абдукцијата и адукцијата, значи тоест оддалечување од другата нога и приближување, значи сегментите на основоположбата на седење, станување и така натаму. Кај коленото гледаме, значи да ги сочуваме сегментите на свиткање, на флексија на воколенскиот зглоб и екстензијата, тоест комплетното исправање на ногата. Значи пациентите имаат многу различен тип на вежби и различен тип на мускулатура која што треба да ја активираме. Обично
Истите повреди се кај повозрастните, ако чести си тие случаи ги болат и коленото, но и колкот, се става секојаш приоритет на колкот при операција, односно вградување на ендопротеза. Колку такви случаи имате во вашата амбулантна ординација? Кога се прават диагностичките исследувања, тогаш се одредува кој зглоб повеќе страда. Приоритетот, значи тоа е основно правило во медицината, да се даде приоритет на нешто. Доколку имаме, значи, проблеми кај пациентот во однос на движење, во однос на седнување, во однос на облекување на чорапа, со облекување на чевла и така натаму, секојдневно седнување и станување од таа позиција, предност ќе се даде на колкот. Меѓутоа, нативната рентгенграфија е таа која што ја прави комплетно како златен стандард во однос на диагнозата. Колку имаме истрошеност на тој зглоб и така уствари сегментно се дава предност на тој дел кој што треба да биде опериран, додека другиот ќе се третира со некој друг тип на модалитети кои што ни стојат на располагање. Физикалната медицина, но и рехабилитацијата при вакви случаи исто така е индивидуален пристап, меѓутоа колку вообичаено трае процесот на рехабилитација, затоа што споменавте вие веќе сте рехабилитирани во однос на прашањата од првите гледачки кои се јавија. Значи, во принцип, пациентите, освен што добиваат рана рехабилитација во болнички услови, и за среќа тоа е пракса буквално во сите установи на ниво на град Скопје, каде што се започнува со рана рехабилитација, после отстранување на конците, пациентите се доупатуваат понатаму и некаде оптимален период е во принцип некаде до 2 до 3 месец пациентите бидат комплетно рехабилитирани, индивидуално зборувам, меѓутоа со некаде 3 недели до 4 недели на соодветна рехабилитација, соодветни обуки за во домашни услови, они се враќаат на секојдневните активности. Тоа значи дека се ослободуваат од помагалата, конкретно помладите? Помладите, да, многу побрзо, некаде после месец, месец и половина се ослободуваат комплетно. Кај повозрастните дури имаме многу често и промена на типот на ортопедско помагало. Многу често се случува пациенти кои што биле со одалка, со дубалце. Понатаму во текот на рехабилитацијата да добијат подпазушни патерици, па дури да останат и со една подпазушна патерица во обратната нога да ја користат, така што индивидуално проценуваме, меѓутоа голем процент од рехабилитираните се без помагала. Кои помагала, конкретно вие ги препорачувате кај пациенти со опериран колк, кои кај пациенти со ендопротеза на колен? Ендопротезата на колено некако започна многу побрзо да оди рехабилитацијата во однос на колкот, од проста причина затоа што многу често се повозрастна категорија на пациенти кога станува збор за ендопротеза на колк. Помагалата кои што ни стојат на располагање се на терет на фондот, од аспект на удалката со ракохват без тркала која што ја напоменав, и најчесто се ординира кај повозрастна категорија на пациенти, меѓутоа тука има индивидуална проценка во однос на јачината и она колку може самостојно пациентот да го користи тоа помагало, значи јачината или на грубата моторна снага на шаките, за да можат они да се движат со помагалото. Кај помладата категорија на пациенти вообичаено се ординираат подпазушни патерици, да, штаки народско кажано, или подлакотни или подпазушни патерици, и тука многу побрзо оди рехабилитацијата. Доколку имаме се уште гледачи на линија, режија ве молам, може да вклучиме уште неколку гледачи. Добар ден. Ало? Ве слушаме, во програма сте, повелете. Вака, поздрав до вас. Јас имам едно прашање за докторката. Повелете. Се слушате самата, бидејќи телевизорот е пуштен, повелете, намалете го телевизорот и... Може да ми кажете, докторката да ми одговори, зашто не можеме да дојдеме година и пол, чекаме протези за брат ми за двата колка, меѓутоа нема, буквално е инвалидизиран во количка, за двата колка се работи, нема материјал. Ние сме во 8 септември, чекаме, значи, меѓутоа никој не ни се јавува за да не извести дали има или нема. Ве сваќам, тоа е сериозен проблем и тоа е сосема сериозна тема. Кога ќе имаме некој од ортопедите гости во емисијата, може конкретно да се обратите и да прашате, меѓутоа како информации може да се јавите. Да, има сличен проблем и имаше и на клинички во 8 септември, ограничен број на протези се трошат и тоа е како што реков, сосема друга тема и навистина реален
нормален секојдневен проблем на многу пациенти, а овдека говориме за веќе постоперативно оние што имале среќа или што дошле на ред, затоа што еве навистина по година и половина две се чека. Апсолутно. Меѓутоа, пациентите имаат право да земат на мој термин редовен термин кај операторот кој што се закажани и да се направи дополнителна проценка или евентуално ревидирање на таа листа, како год, пошто година и пол напоменаа дека чекаат, за кога би можеле евентуално да бидат оперирани. Така е. Да, тоа Сепак во го корелација прават со ортопедот. ортопедите. Апсолутно, со Доколку операторот. имаме и следен гледач, почитувани во програма, сте повелете. Добар ден. Ало, Ве слушаме во програма, сте повелете. добар ден. Добар ден. Јас сакам да ја прашам доктор. Да, очигледно пуштен ви е телевизорот и сама се слушате. Доколку имаме гледачи на следната линија. Добар ден. Господјо, ве слушаме, повелете, зборувате во Јас програма сакам сте. да ја прашам докторката, имам слаба мускулатура. Така. Одам. Не може да се разбереме очигледно, слаба мускулатура, предпоставувам на што сакате, еве и докторката предпоставува да одите сигурно со помош на помагала, ке некако на некој начин ке се обидеме да ви дадеме со половични информации некои препораки. Значи, во суштина не знам зашто се работи кај пациентската, меѓутоа оно што го спомена слаба мускулатура, веројатно тука треба да се ординираат малку повеќе кинезитераписки вежби, нека се консултира соматичниот лекар или пак барем да ја доупатат до некој од одделите за физикална медицина, да се консултира физијатар, за барем да направи проценка во однос на тоа како може да се помогне на пациентката. Така. Ќе вклучиме уште еден гледач, меѓутоа ќе ве почитувани ќе ве замолам доколку веќе ве вклучиме во програма да го намалите ТВ приемникот за да може подобро да комуницираме, да го слушнеме вашето прашање или вашето барање за совет за да не се губи време бидејќи емисијата ни е временски ограничена. Ќе вклучиме уште еден гледач, почитувани во програма, сте повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете со прашањето. Да, јас би сакала да прашам докторката. Докторката би сакала да прашам за малце ван темата е тоа за операција на кичма. Имам скршен еден пршлен. Ало? Да, операција на кичма, скршен еден пршлен, ве слушаме, продолжете со прашањето. L1 и плюс тоа имам скршено потоа еден пршлен L4 и сега би сакала да ви кажа докторката дали јас би можела да одам на физикална терапија после првата операција, например, после првата операција. L1 кога го оперирав, дали требаше да одам јас на пливање, нешто на физикална, на вакво, на бања, да речеме, на тие работи. Пред колку време сте оперирани? Пред една година. Така. Во ред ќе добиете. Јас се извинувам. Да, бидете на линија. Постоперативно, дали сте практикувале рехабилитација некаде? Јас постоперативно сум практикувала операција после втората операција, терапија сум практикувала после втората операција, а после првата докторот ми рече као не требало. После операцијата на кичма, така? Да, операцијата на кичма е L1 кога се оперира. И јас прво ми рече докторот ти ме прати на бања, и да ја пратам јас на бања се напишам конзилиарно мислење на другата журнале се оперира и потоа ми кажа дека не треба ви бања да правите, не треба лично не рехабилитација, ништо не треба. Сега не сум слушнала ништо дека такво не треба после операција. А општата состојба, дали ви е добра, дали имате кардиоваскуларни заболувања, диабетес, нешто останато? Не. Значи се е во ред, така? Во ред, да. Да, ќе добиете веднаш препораки, одговор на вашето конкретно прашање, дали требало да се практикува рехабилитација? Постоперативно, да, требало да се практикува, меѓутоа тука веќе и одлуката на операторот. Така е. Значи, севкупно состојбата која што била кај пациентката дали подлежала на дополнителна рехабилитација или едноставно била во добра кондиција за да може да се рехабилитира во домашни услови. Сепак тоа е индивидуалната проценка која што ја прави лекарот.
Така, докторка, на самиот крај од емисијата ваш совет и препорака за денешната тема, споменавме дека се плашат поголем дел од повозрастните да стапнуваат на оперираната нога, дали станува збор за колка или колено, на што да внимаваат еве и кога ќе почнат да се движат и да ги прават тие први чекори посттрауматски, односно постоперативно? Стравот е неиздржан во целокупнава состојба, стравот е неиздржан кога веќе пациентот е рехабилитиран, кога веќе имаме ендопротеза на колк или на колено, тој процес е завршен. Секојдневните активности, секојдневното кондиционирање, секојдневното практикување на физичка активност од типот на пешачење, благо умерена физичка активност која што кажуваме во зависност од возраста на пациентот, не треба да биде причина за они да ризикуваат нешто понатака. Значи секојдневно можат апсолутно да се во функција комплетно, без страв и без никаков тип на оптеретување кое што би им го правило психички. Убаво рековте и адаптација на просторот, каде што ќе престојуваат и првиот ден или првите 2-3 дена пост. Во случај, целта на оперативниот зафат и целта на физикалната терапија е да се вратат пациентите во првобитната позиција, да се вратат на секојдневните активности. Значи тоа е целта, да, но ова е сепак процес од месец и половина, два, кој треба да се издржи. Треба да се издржи. Ви благодарам за советите и за искуството кое го споделивте со нашите гледачи на оваа значајна тема која засега доста голем дел од граѓаните, да пак ќе се надоврзам, тоа е сосема друг проблем со термините и со оперативниот дел, меѓутоа ќе се обидеме да обезбедиме соговорници да одговорат на прашањата на нашите гледачи конкретно зошто толку долго се чека, но вам ви посакувам успех и успешна рехабилитација на што поголем број на оперирани пациенти. Благодарам многу и на поканата, благодарам и на гледачите и чест ми е секогаш да бидам тука. Ве очекуваме со задоволство и ние повторно да споделите совети и искуство, затоа што физикалната медицина и рехабилитација навистина потребна во ова современо и модерно живење. Има навистина доста теми кои можеме да ги обработуваме и да дадеме информации пред се во интерес на граѓаните, односно гледачите. Се гледаме секако повторно, а почитувани вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре, а со вас ќе биде мојата колешка Сања Димитровска. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија, имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!